А сега онаа тема која што ве поканив посебно да ја посетите, затоа што ќе биде мощна едукативна, всушност јас и мојот гостин ви ја ветивме минатиот пат кога гостуваше доктор Иван Трајков, одам во соседното студио. Добро утро, добро ми дојдовте. Добро утро, по втор пат, оваа година. Така, аритмолог, електрофизиолог, всушност интервентен кардиолог, нели во Аџи Бадем Систина. Еден од ретките кој што го има ова звање плюс, нели, докторе, кое што е всушност специјализираност за третирање на проблемите со срцевиот ритм. Да, пореметувањето во срцевиот ритм може да е покрај градната болка и најчеста причина зошто пациентот доаѓа во амбуланта се јави. Така. Дека ми работи побрзо, ми работи неравномерно, ми работи поспоро, кога е пропратено со некоја активност, кога не, и тоа е многу чест фактор зошто доаѓа. И стално истата, нели, и велиме од почеток дека нормалниот ритм во мир, еве као сега треба да биде помеѓу 60 и 80 удари, така, плюс минус некој удар, тоа не сме ние, нели, програмирани за да не, нашиот ритм е све зависи од многу фактори надворешни и внатрешни, али тоа би било еден нормален срцев ритм. Се што отстапува од това бара некогаш повремени периодични прегледи во било која амбуланта, апсолутно. Так, што значи дека секој што не гледа во моментов може и да си го измери пулсот, нели, во минута, дали има од 60 до 80 отчукувања, иако ако вообичаено докторе оди над тоа, мислам дека луѓето и сами чувствуваат, нели, ако е стандардно околу 100. Најчестиот симптом е доктор ми чука срцето или брзо или силно, што е многу разлика. Најчесто силно е, нели, ги чувствуваат ударите моќни, што некоја значи состојба кој што не би требало ништо да се секираме, а брзото отчукување сигурно значи мотив за да се консултира со кардиолог, али брзото чукање, како што спомнав, е многу битно и со која брзина. Значи, едно е да работи околу 100, едно е 120, а друго се ритмови кои што се над 150 во мирување, зборам, претоа што тогаш бара некои доиследувања. И многу е битно, што е и многу битен фактор за откривање на механизмот на аритмијата, како почнува тоа забрзување. Дали почнува постепено, тоа е као при физичка активност, или јасно е дека ќе почне пулсот работи постепено 90, 100, 105, 120, и тоа е нормална срцева работа. Значи, тука нема ништо чудно од нормалната физиологија на срцевиот ритм, али ако пулсот од 60, 70, 80 почне нагло 150 да работи, тоа е веќе знак за еден многу типична кружна тахикардија, кој што се појавува во помлада возраст, ама за жал гледаме во Македонија од сите типови на возрасти и возрасти што се над 60, над 70 години. И тука во мојава болница Аџи Бадем Систина имаме комплетен тим и комплетна опрема за решавање на овие значи вака од аритмолошка гледна точка се најголем предизвик. Так, овие што ги спомнавте нагло почнуваат, тоа се, колку и да чудно звучи, се вродени аритми, се јавува кај комплетно здраво срце, значи сите испитувања пациентот што го ги прави, од ехо испитувања, лабораторија, рентген испитувања, све би било во ред, доека не дојде во амбуланта со снимено ЕКГ, докторе, ова е тоа што ми лупа. И тука имаме ние огромна решение, така наречено, тоа е на вториот дел што спомнавте електрофизиолог, тоа е електрофизиологија, е не само контролирање, туку комплетно излекување на аритмијата со една процедура електрофизиолошка студија, тоа не е операција, нема болка, нема ништо. Се работи под рентген, бара саат-два ангажман од страна на електрофизиолози. Во мојата болница сме ние двајца колеги кои што работиме, еден комплетен тим кој што сме веќе повеќе од 15 години заедно. И со сега да не ја опишуваме многу интервенцијата, али со интервенција кој што трае со едни посебни катетри, после тоа пациентот е излекуван. Ова е единствена метода во интерна медицина кај што ние можеме да тврдиме дека пациентот е излекуван од аритмии. Тоа се и вака сме многу горди на таа метода, кој што сме и ретки во бивша под наводници Југославија, али сме лидери во овој дел на овој дел на Европа. Така. Добро е што спомнавте и младите луѓе често го имаат овој проблем, па може да се надеваат на такво брзо и ефикасно лекување. Сега јас почнав поинаку од што планирав, затоа што имам уште многу прашања кои што се однесуваат на овие симптоми, кои што се, да речем, на некој начин ваши прашања на гледачите околу
треперењата ноќно време кога ќе легнат на страна и така натаму, кога се чувствува пулсот во вратот, во околу штитната жлеза и така натаму, што тоа се значи, но претходно да почнеме од почеток како што треба, нели, односно да ни објасните, докторе, накратко, зошто воопшто доаѓа до овие пореметувања и какви се пореметувања има? Грубо кажано има два фактора, значи тоа се причини во срцето и причини надвор од срцето што го забрзува или успорува срцевиот ритм. Да почнеме од овие значи небезазлени или помалце опасни ситуации, значи тоа се фактори што е од надвор, тоа е една анемија, значи дефицит на железо или крвни продукти, кои што срцето го забрзува, срцето се забрзува за да ја одржи нормалната функција на организмот. Тука е состојбата на тироидната жлезда, дали со помалце функција или повеќе функција го забрзува срцето, и тоа е така наречена неадекватна срцева тахикардија, значи во мир има побрз пулс или посебно во сон, и тогаш се мора да се бара причината надвор од срцето, како што спомнав. Све друго што почнува, како што кажав, нагло или посебно нерамномерната срцева работа, најчесто е причината во срцето. И тука треба да се бара прво структурна болест на срцето со класични неинвазивни методи, ултразвук и така натаму, да се види дали се работи за болест на валвула или болест на мускул, дали тој мускул претрпел некое воспаление или не, и тогаш лекувањето е на еден начин, тогаш е најчесто со лекови, антиаритмици. А ова другото што го спомнав, значи сите оние други кружни тахикарди во ниво на срцето се лекуваат со оваа електрофизиолошка студија. А внатре во срцето па се поделени уште на две подгрупи, така наречени аритмии од предкоморите, кои што се помалце опасни и има решение адекватно, и така наречени коморни тахикарди, кои што се најчесто последица на болест или на некои големи генетски малформации на ниво на електролити. Тогаш лекувањето е малце покомплицирано, тоа значи мора да се постави еден посебен тип на пейсмейкер, така наречен дефибрилатор, и да пациентот во таа фаза, кога ќе има критична аритмија, да со енергија од батеријата се регулира аритмијата. Тоа се животно загрозувачки состојби, значи и поретки веројатно. Многу поретки, а и за овој вториот дел во Аџибаден Систина ние сме комплетно опремени за ставаме такви, нели, така наречени помошни апарати пейсмейкери, веќе повеќе од 20 на години овој мојот тим се, ние болницата ние 5-6 година, али доаѓаме од болници кои што сме ги работеле тие интервенции. Со други зборови, модерната аритмологија е аритмологија без лекови, значи пациентите да ги тргнеме од лекови, поради тоа што лековите, колку се добри, толку се и лоши, зборам посебно антиаритмиците, имаат огромни несакани ефекти. Особено во поодмината возраст, кога ги забрзуваат тие дегенеративни процеси во организмот. Така, значи најчесто работат на тоа поле и за жал имаат, значи ние лечиме аритмија, самите прават аритмија, ама тоа е една друга тема апсолутно. Така, тоа е засега она што го нуди медицината, па и повеќе од тоа е среќа достапно кај нас. Сакав да прашам сега со овие конкретни малку прашања околу симптомите кои веројатно ги чувствуваат нашите гледачи. Истравуваат дали прескокнувањата на срцето, така нараски, нели, така и може да почувствува секој од нас, како да срцето престанува да работи, па продолжува и така, тој еден ритам, и тој генерално може и да се осети, велат. Баш така, значи секој екстра удар, срцето не е прецизен компјутер, не може да сгреши, значи секој екстра удар, после тоа има релативна така наречена компензаторна пауза, и тоа е многу типично и најчест симптом што отеднаш кај вика изгубив као воздух, као гладна воздух, као кнедла ми дојде и така натаму. Че тоа се типични симптоми. Најчесто тука нема никаква место за секирање, поради тоа што на прашање кога се појавува, дали се појавуваат при физичка активност, движење, кои што најчесто се губат во 95% случаи, тоа значи одговор е на пациентот се сугерира не без лекови, туку да биде физички поактивен. Во повеќе од 80% случаи ќе чуеме дека тие пациенти заради оваков или онаков начин на живот не се активни и организмот бара, грубо кажано, да се измори физички, а не психички, и тогаш е најдобар лек за тоа физичка активност, бидејќи срце кое е здраво не може да изреагира, значи, со аритми кога е физички активно. Состојби кои што при зголемување на физичка активност се зголемуваат и тие екстрасистоли, тогаш веднаш на кардиолог да јави дека тогаш веќе се работи за срце болно, пошто мораме да видиме што е причината. Значи, поединечни екстрасистоли нема место за секирање никакво.
Најчесто луѓето, колку што видов по интернет форумите, паничат кога ќе го доживеат тоа силно треперење или брзиот еднаш удари и така натаму, стравувајќи од инфаркт. Дали и со тоа велат вашите колеги прават уште поголем проблем практично поради ненормалниот страв кој го чувствуваат, дали може да доведе до инфаркт? Тоа треперење, кој што е најчесто, пак ќе кажам, на одредена кружна тахикардија, никогаш не е поврзано со зборот инфаркт, дека инфарктот е болест на крвните садови, значи тоа е тотално друга работа. Чувството на страв, чувството на немоќ во таа фаза доведува до некое, нели, чувство дека одма еве сега срцето ќе под наводници ќе ми пукне, ќе ми откаже и така натаму. Али баре мотив за се јави на кардиолог за да му објасниме дека тоа се две независни работи. Инфарктот е болест на крвни садови, тоа значи атеросклероза, а ова обично се пациенти кои што се млади и се далеко од таа работа. Значи одговорот не може двете работи да се поврзат, али баре мотив да се јава да ја објасниме што е. Апсолутно на лекар. Што кога срцето така го менува ритмот во лежачка состојба или некој на страна, дали е тоа вообичаено или пак повторно е ова истото? Тоа се исто, нели, кој ќе легнам на лево ми е подобро или полошо, значи тоа се субјективни, ова не би требало никош скоро не е поврзано со срцева работа, освен например, кога се работи за така наречена кила на желудник, кој што може да притиска на срцето од надвор и да осеќа во одредена позиција пациентот, нели, одредени пореметувања на ритам, тогаш заедно со колегите од гастроентерологија, нели, го решаваме проблемот кој што е многу чест проблем, значи така наречена кила на желудник е многу често, скоро 25% од луѓето ја имаат. И тоа се решава, значи, на друг начин, поради тоа што срцето за жал реагира и на пипкања, желудникот кој ќе го пипне во одредена позиција или најчесто еве гледавме еден рецепт кој што да, македонскиот и балканскиот народ многу често после ручек сака да си прилегне и доколку постои таа така наречена желудникова хернија, и тогаш имаат најчесто проблеми. Доколку после ручекот, кој ќе се одморам, срцето ќе ми излезе. Значи тоа се тоа, али проблемот е решлив апсолутно. Апсолутно. Во ред, тоа се тие некои основни работи што можеме да ги кажеме за срцевите аритмии и да заклучиме дека нема простор за паника, но посета на кардиолог во секој случај доброволна, да. Апсолутно. Тоа би било, нели, ова, значи да бидат активни нашите пациенти, бидејќи огромен број од аритмии се решаваат со физичка активност, одредени аритмии треба сигурно да нема место за секирање, постои мал процент помалку од 1 до 2% кои што се животно загрозувачки аритмии, ама тогаш се најчесто поврзани со одредена структурна болест на срце кој што бара апсолутно ова лекарски кардиолошки озбилен преглед. Ова се, нели, пореметувањата на брзи ритмови, а спорите ритмови се, нели, пулсот што реков под 50, под 40, кој што ги ограничува луѓето во секојдневната активност со губење на свест и паѓање. Тоа е тема кој што ќе видиме, ќе се договориме за друг пат, бидејќи тоа е тотално друга тема, а иако спаѓа во ова моја во област аритмологија, значи брзи спори се. Веројатно да се јавува тоа пореметување. Па мислам дека се дури и почести, поради тоа што спорите ритмови се одговор на созревање и старење, значи при постарата возраст главната работа е спориот пулс кој што и смета во секојдневната активност, па тогаш е решение тотално друга работа, ставање на такви пейсмейкери, односно избегнување на одредени лекови, ама ќе оставиме темата за друг. Тогаш договорено, докторе. Оставаме оваа тема, ја ветуваме за нашите гледачи поскоро отколку што чекавте за ова. Ветуваме спорите ритмови кои што се условуваат, односно се условени од годините. А кога сме кај помладите, да кажам дека прочитав дека пушењето, алкохолот и не знам што се причина за тахикардија, така? Редовно? Значи, фактори, реков, значи, кај здраво срце влијаат многу надворешни фактори, значи, хроничниот умор, тахикардија, никотинот, апсолутно, пиење на поголеми количини на чај и кафе, тоа е све и фаза на адаптација, например, луѓе пијат неколку кафиња па немаат ништо, некои имаат тахикардија, али да, кофеинот и теофилинот во кафето и во чајот може да направат реактивна тахикардија во кратка фаза, али да спортуваат и да избегнуваат сигари. Тоа е. Добар совет за крај. Доктор Иван Трајков, интервентен кардиолог, аритмолог и електрофизиолог во Аџибадем Систина, беше наш гостин со кој зборувавме за пореметувањата во срцевиот ритам и ветивме уште една тема за овие спори ритмови, наменета токму за повозрасната популација во некое скоро време.